Досегашните температурни разлики има негативно влијание на здравјето на луѓето, дополнително влијание има и топлотниот бран кој започна во нашата земја. Најчувствителни се по возрастната категорија граѓани, хронично болните лица, но и бремените жени. Лекарите предупредуваат дека за време на жешкиот период можни се мозочни удари. Очекуваме овој период да имаме повеќе проблеми со зголемена температура. Тоа не е некој проблем, него одредени луѓе чувствуваат промени здравствени. Па што би рекла, при зголемување на температурата имате вазодилатација, односно ширење на периферните крвни садови, со тоа што опаѓа притисокот. Исто така, за да се прилагоди организмот, тој ви имате потење едно изразено, па мора многу често да внесувате течности и самата крв станува повискозна, погуста и ние размислуваме докторите за зголемена ниво инциденца на појава на мозочни, на други, удари, може да се откачат тромби, во таа насока размислуваме и плюс кај пациенти што имаат одредена терапија, некогаш ја намалуваме терапијата за зголемен притисок, потоа што бидејќи очекуваме многу да падне. Кај некои пациенти стварно има драстична разлика и мора да се прилагоди терапијата. Лекарите со совети до граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од топлотен бран. До овој период треба да се размислува на полесна исхрана. Прво, треба да се внесуваат доволно течности од типот на чаеви, сокови, води. Најмалку би требало да се внесува кафе, зашто кофеинот има па некое друго дејство. Само да го споменам, инаку треба да има полесна облека, посветла облека, да се заштити главата со капи. Кај тие пациенти што се во таа ризична група што ги споменав, повторно ќе ги кажам, трудници, возрастни и стари лица, кај нив треба одреден период од денот да не излегуваат, се препорачува кога е најјако сонцето, знаете, после 10-11 часот па до вечерните часови, тој период да се седат во затворен, проветрен простор, да се ладат повеќе и уште нешто што не споменав, а би сакала да знаете, тоа е сонот. Треба доволно да се искористи периодот за одмор, да се користи хроничната терапија, да не се прекинува ако има некои варијации на најчесто паѓа притисокот, да се консултираат со својот матичен доктор. Метеоролозите најавуваат дека најтопло ќе биде во четврток и во петок, кога температурата на места ќе надмине 40 степени и ќе биде активирано портокалово, а во некои делови црвено ниво на опасност од високи температури.